Запознај се со своите права, деца жртви и деца сведоци на казниво дело. Ти имаш права. Кога некој е осомничен дека сторил казниво дело, може да биде изведен пред суд. Ако си видел нешто што ќе му помогне на судијата подобро да ја разбере ситуацијата, или ако тебе ти е нанесена повреда или штета, ќе бидеш замолен да раскажеш што си видел. Важно е да кажеш што се случило, за да може сторителите да бидат казнети, а оние што се невини да бидат ослободени. Како дете, ти имаш права. Твоите права се запишани во законите. Важно е да ги знаеш за да биде заштитен и со тебе да се постапува правилно. Кривично дело или прекршок е дејствие спротивно на законот. Жртва е некој кому му е нанесена штета или повреда од некој друг. Сведок е некој што оди на суд да каже што знае за случката или што видел. Се што ќе каже на суд се запишува за да не се заборави и овие записи се нарекуваат искази од сведоците. 1. Имаш право со тебе да се постапува со почит и со чувствително. Полицијата, судиите, адвокатите и другите возрастни со кои ќе стапиш во контакт, како дете сведок или жртва, секогаш треба да покажуваат почит, да бидат љубезни и да имаат разбирање кон тебе. Може да им кажеш ако се чувствуваш непријатно или ти треба нешто. Тие треба да сторат се за да ти помогнат или ако не може да ти помогнат, треба да ти кажат зошто. Ако нешто не разбираш, замоли да ти објаснат. Ако се чувствуваш изморен или вознемирен, слободно кажи го тоа. 2. Имаш право да биде заштитен од дискриминација. Секое дете изгледа различно, размислува поинаку и потекнува од различни традиции. Овие разлики се како виножито, каде секоја боја придонесува со посебна убавина и светот го прави поинтересен. Важно е разликите меѓу луѓето секогаш да се почитуваат, вклучувајќи ги разликите во возраста, образованието и семејното потекло. Правната постапка опфаќа повеќе чекори за исправување на дејствијата на некој што го прекршил закон. Постапката во правниот систем почнува кога полицијата или други служби за спроведување на законот ќе откријат прекршување на законот. Потоа обично следи истрага за да се соберат докази. Ако е потребно, ќе има судење. На крајот ќе се одлучи што може да се направи за да се исправи штета. 3. Имаш право да бидеш информиран. Имаш право да знаеш што се случува, како и да поставуваш прашања ако не разбираш. Не колебај се да прашаш се што сакаш да знаеш за постапката во правниот систем и начините на кои може да ти се помогне. Секогаш кажувај вистината. Ако од некоја причина се плашиш да ја кажеш вистината, запомни дека полицијата, судиите, адвокатите и другите возрастни со кои ќе стапиш во контакт како дете сведок или жртва се таму да ти помогнат и да те заштитат. 4. Имаш право да бидеш сослушан и да ги искажеш твоите ставови. Имаш право да го искажеш твоето мислење, да бидеш ислушан и да те сватат сериозно. Имаш право да кажеш што мислиш дека треба да се случи кога возрастните донесуваат одлуки за твојот живот, како и одлуки што се носат во правната постапка. Како што ќе стануваш повозрасен, ќе имаш поголема одговорност за донесување на одлуки за твојот живот. Луѓето што учествуваат во правната постапка, како што е полицијата и судиите, сакаат да слушнат што имаш да кажеш. Немој да се чувствуваш непријатно, ако не ти доаѓаат зборовите или не знаеш да објасниш. Дај им до знаење дека имаш нешто да кажеш и тие ќе ти помогнат. Ако сакаш да зборуваш насамо со некого или не сакаш другите да слушаат, може да побараш приватен разговор. 5. Имаш право да добиеш помош. Ако луѓето што разговараат со тебе те плашат, или ако се чувствуваш непријатно,
Побаре да разговараш со лице на кое му веруваш и кое љубезно се однесува кон тебе. Не колебај се да побараш се што ти треба за време на судската постапка. Ако не може да бидат исполнети твоите потреби, треба да ти се објасни зошто и секогаш треба да се вложат напори за да ти се обезбеди помош. 6. Имаш право на приватност. Имаш право твоите лични информации да си ги задржиш за себе. Само службените лица во правната постапка треба да ги знаат информациите што ќе им ги кажеш. Кога зборуваш во судница, судијата треба да забрани присуство на новинари или други посетители. 7. Имаш право да бидеш заштитен од непријатност или страдање за време на правната постапка. Луѓето што учествуваат во правната постапка треба да вложат напори за таа да биде што е можно пократка. Ако не сакаш да го видиш лицето што го сторило делото, кажи го тоа на службените лица. Тие ќе се погрижат да немаш повеќе контакт отколку што е потребно. Службените лица ќе се погрижат за твојата заштита секогаш кога се среќаваш со сторителот, за да не може да те повреди или заплаши. 8. Имаш право на безбедност. Имаш право да се чувствуваш безбедно и да не бидеш изложен на повреда или штета. Судиите може да им забранат на некои лица да ти се приближуваат. Ако видиш некого за кого знаеш дека му е забрането да ти се приближува, веднаш извести ги надлежните. Тие ќе се погрижат лицето на кое му е изречена забраната да не ти се приближува во иднина. Ако чувствуваш дека си во опасност, извести ги надлежните во кои имаш доверба. Тие ќе сторат се за да те заштитат. 9. Имаш право на обештетување. Имаш право да добиеш обештетување што би ти помогнало во надоместување на загубата или повредата што ти била нанесена. Што е обештетување? Обештетување се дава за да се исправи нанесена штета или повреда и за да им се помогне на луѓето да закрепнат. Обештетување може да се даде во пари или медицинска нега, или друга здравствена или социјална поддршка. Кога некој покажува почит кон жртвата и претрпената штета или повреда, и тоа е еден вид на обештетување. 10. Имаш право тоа што ти се случило да не се повтори. Имаш право да бидеш заштитен од понатамошно страдање. Ако си жртва на казниво дело, ти е нанесена повреда или штета, службените лица ќе преземат конкретни мерки тоа што ти се случило да не се повтори.